Кој е виновникот за креирањето на онлайн затворената група со име Јавна соба на социјалната мрежа Телеграм за споделување на интимни фотографии и видеа на малолетни девојчиња од повеќе македонски градови? Надлежните велат работеле на случајот и дека од Бирото за јавна безбедност била покрената постапка, а за сторителите ќе биле превземени соодветни мерки. По откривањето на аферата на социјалните мрежи, јавното обвинителство прави напори за наоѓање на администраторите и членовите на оваа група. Истакна денеска техничкиот премиер Спасовски, кој апелираше веднаш да се пријавуваат ваквите случаи, за тие како институции веднаш да постапат, а не да дознаваат од медиумите. Покрената е целосна постапка за расчистување на овој случај, известено јавното обвинителство заедно се работи на откривање и на администраторот, меѓутоа и на членовите на оваа група. Јас само апелирам да се заврши што е можно побрзо активноста околу завршување на сите процедури во делот на истрагата и да одговорните кои што ќе се утврдат дека се одговорни да навистина сносат целосна одговорност. Дополнителната министерка за труд и социјална политика Санела Шкриелј вели дека тие веќе биле во комуникација со МВР и Министерството за образование. Но сепак, упатија апел до сите родители кои имаат информации дека фотографии од нивните деца биле злоупотребувани, да ги известат за тоа. Доколку се утврди дека и креаторите на групата се малолетници, Центарот за социјална работа во соработка со Министерството за внатрешни работи ќе се постапува во рамки на своите надлежности, а со Министерството за образование и наука сме координирани, тие ќе се постапуваат преку своите стручни тимови што ги имаат во училиштата. Значи во моментот немаме информација за пријава на од родители, меѓутоа апелирам до сите родители кои што имаат информација дека нивните деца биле изложени и дел од оваа група да се обратат до Центарот за социјална работа. Имаме стручни тимови кои што ќе се стават целосно на располагање. Групата Јавна соба сега е недостапна, но во неа за само неколку дена бројката на членови стигна до над 7400. А во неа, како што велат средношколците кои биле дел од групата, се објавувале и коментирале фотографии од нивни врснички. Дел од фотографиите биле превземени од отворени профили, додека пак останатите биле испратени преку приватни пораки, пошто се нашле во Јавна соба на Телеграм, при што за секоја слика се наведувало името и презимето на девојчето или градот на живење. Оваа група ја згрози јавноста, но и ги исплаши родителите. Голем дел од професорите и наставниците за овој случај велат дека пред очи ни се случувало дегенерација на новата генерација млади и општ пат на моралот на сите нивоа. Инаку, апликацијата Telegram е руска верзија на апликациите Viber и WhatsApp.